Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе ја слушат емисијата Гласот на вистината. Повторно заедно се разбира по воља Божја, можеме и ова вечер да бидеме заедно и да го слушаме неговиот глас Божи. Се разбира, Библијата вели дека благословени се сите оние кои што го слушаат гласот Божи и се послушни. Бог им дава благослов на оние кои што се послушни и покорни во нивниот живот. Така да ние како родители го посакуваме истото за нашите деца. Секој родител посакува да има дете послушно и покорно. Таков е и нашиот Господ Бог. Да бидеме послушни и покорни кон неговиот збор Божи. Затоа е многу важно оваа вечер да се молиме и да ги отвориме очите на нашето срце. Сушност, морам да ви кажам искрено, почитувани слушатели, дека Бог е заинтересиран за нашето срце. И не само што тој е заинтересиран за нашето срце, туку тој сака да се всели во нашето срце, се разбира, ако ние му дозволиме. Во книгата Откровение ни е запишано во 3 глава, 20 стих, дека ете стојам и чукам, ако некој го слушне мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезем при него и ќе вечерам со него. Бог сака да дојди во нашиот живот и да тој направи се разбира, една огромна промена во сите нас. Затоа, ова вечер, ајде заедно да ја отвориме нашите срца. Ајде заедно да го побараме Божиото водство. Ке се сложиме сите заедно дека живееме во последните времиња и дека ништо не е како што и беше. Ништо не стои како што и стоеше. Се едноставно се измени. Се случува нешто. И затоа сите сме свесни до каде оди светот. Сите сме свесни дека светот оди и тука некаде е близко крајот на овој свет. Библијата дава многу веродостојни докази дека ние живееме во последните времиња. Всушност дека ние сме генерација која што живееме во последните времиња, пред да дојди тоа триумфално доаѓање на Господ Исус Христос. Сакам да се напомениме дека, внимавајте, дека ѓаволот е тој кој секогаш длабоко во нашата совест, длабоко во нашето срце додире и ни зборува дека има време. Тоа е едноставно контра на зборот Божи. Дека Бог вели нема време, а ѓаволот ни вели има време. Ние сме тие кои одлучуваме чиј глас ќе слушаме. Каде ние припаѓаме? Дали досега ние си имаме прашано чии деца сме? Деца на Бога или деца на ѓаволот? Деца на светлината или деца на темнината? Деца на доброто или деца на злото? Чии деца сме ние? На кому му припаѓаме? Библијата вели дека сепак изборот и одлуката е наша. Ние треба да одлучиме кого ќе го слушаме. Но сепак Бог преку овие емисии, верувајте ми дека ни дава толкава можност. И тој сака да ни каже дека сепак, иако многу нешта се случуваат на овој свет, земјотреси, поплави, потреси, глад и многу нешта, вратата на милоста е сепак отворена. Без разлика и на тоа дека и гревот е толку засилен или има завземено толкав замов, затоа што и самиот Христос во Евангелието на Матеј вели дека беззаконието ќе се умножи кај луѓето, но љубовта ќе олади. Затоа од тие библиски принципи ние можеме да дознаеме дека живееме во последните времиња, но и дека Бог ни отвора врата
преку Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Ајде да влеземе во Неговото царство, во Неговиот спокој, се додека вратата милоста преку Христос е отворена. Затоа што милоста и благодата доаѓаат преку нашиот Господ Исус Христос. Затоа и напоменав дека затоа е многу клучно да знаеме за Христовото раѓање. Не да бидеме традиционални христијани кои би оделе само од Божик за Божик и од Великден за Великден или за некој од другите останати верски празници. Немам ништо против празниците и против светиите, но сакам да ви кажам оно што Господ го зборува во Светото Писмо. Бог сака ние активно да бидеме вклучени во делото Негово, активно да имаме заедништво со Него, како што апостолот Јован вели дека нашето заедништво и нашето единство е со Таткото, Синот и Светиот Дух. Ама не еднаш годишно или два пати или три пати, туку активно 24, 7 или 365 денови во кои што има и самата година. Исклучително, реков, зборуваме за Христовото раѓање. Изборуваме дека Бог е тој кој се утелотворува во личноста на Исуса Христа. Апостолот Павле до Филипјаните им вели вака: кој иако беше во Божи лик, не сметаше дека треба да го искористи сето тоа што е еднаков со Бога, но сам себе се понизи, земајки лик на слуга и си изедначи со луѓето и по вид се покажа како човек. Многу јасно и гласно апостолот Павле се разбира ни зборува. Во сите претходни емисии реков како од Стариот Завет, така од Новиот Завет зборувавме. Минатата емисија зборувавме за старозаветните пророштва, додадавме уште неколку стихови од 2 Самуилова, 7 глава, потоа од псалмите, 89 псалам, од книгата на пророкот Еремија, па Езекија и Михаил. Сега ние ќе зборуваме и ќе видиме во Новиот Завет, затоа што ви реков со самото Божјо раѓање се исполнуваат пророштвата кои што беа дадени во Стариот Завет, се разбира за Месијата. Еве ќе отвориме во Матеј 2 глава 5 и 6. И еве што вели Словото Господово. А тие му одговорија: во Витлеем јудејски, зашто така е напишено преку пророкот: и ти, Витлеем, земјо јудина, по ништо не си помал меѓу воинствата јудени, зашто од тебе ќе излезе водот што ќе владее или ќе го паси мојот народ, вели Господ Израел. Потоа, во Евангелието на Јован, значи, зборуваме за Евангелието на Јован, ќе отвориме заедно во 7 глава и ќе го читаме 42 стих. И еве што ни вели. Не ли е речено во писмото дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од градчето Витлем, откаде што беше и Давид? Се сеќавате дека ви напоменав дека всушност Месијата треба да се роди и треба да дојди преку Давидовото колено. Всушност, тоа колено било царско колено. Затоа ви напоменав дека многу добро и многу важно е да го читаме родословот кој ни е запишан, се разбира, во Светото Писмо. Во Евангелието на Матеј 1 глава, 1 стих вика: книга за родослов на Исуса Христа, син Давидов и син Аврамов. Значи, всушност, Христос потекнува од Давидовото колено, кое се разбира царска лоза. Еве ќе отвориме во Римјаните 1 глава, значи послание до Римјаните, кој го пишува, се разбира, апостолот Павле, ќе читаме од 1 до 4. Еве што ни вели Словото Господово. Павле, слуга на Исуса Христа, повикан за апостол, издвоен за Евангелието Божјо, кое Бог однапред го беше ветил преку пророците во Светото Писмо за својот син по тело, роден од семето Давидово,
одреден како Син Божи во силата по духот на светлоста преку воскресението од мртвите на Исуса Христа, нашиот Господ. Повторно сите овие стихови, како од Стариот Завет, така од Новиот Завет, ни зборуваат за две важни работи. Дека Месијата ќе дојди преку Давидовото колено и дека тој ќе се роди во градот Витлеем. Оттаму, од каде што и Давид владееше. Словото Господово ни зборува дека Давид владееше и дека царството негово беше пренесено во Витлеем и дека тој владееше 40 години. Затоа Библијата вели дека Исус не само што се роди во Витлеем, туку тој потекнува од Давидовото колено или племе. Потоа Јосиф и Марија исто така потекнуваат од Давидовото племе. Кога добро ќе ги сите работи анализирате, ќе видите дека ќе ви се поклопуваат коцките кои се запишани како во Стариот Завет, така и во Новиот Завет. Затоа, Господ нека биде со вас, се разбира, ако даде Господ, ние продолжуваме од наредната емисијата насловена како Гласот на вистината. И ќе видиме не само што Бог преку своите пророци се го најавува своето доаѓање, туку тој во Новиот Завет на еден човек му ветил дека нема да умре се додека не го види Божјото раѓање или Божјото спасение. Господ со вас, имајте убава благословена вечер, се разбира, имајте добри и сладки соништа и се слушаме до наредната емисија, се разбира, емисијата Гласот на вистината. Пријатно!